еве што потпиша СДСМ со Бугарија. Овој договор е во согласност со националните интереси на Република Македонија. Ние няма интерес от граница на ДВБР, ние няма интерес от граница на Кюстендил. Ние имаме интерес да довършим делото на въстанието 1903 година, което беше от Охрид до Черно море, за да няма граница от Охрид до Черно море. Договорот со Бугарија отвара сериозни перспективи за Република Македонија. В самиот договор Македонија има сериозни придобивки. Не може да кажеш, че Гоце Делчев не е българин, когато имаш безброй цитати. Не може да се правят такива фалшификации, това трябваше да бъде спряно. И сега вече имаме възможността, отворената врата, тези процеси да бъдат спрени. Една от отворените теми во Македонија е дел од прашањето за несоодветна употреба на зборови во учебниците и во одредени други материјали, кои што се официјално државни материјали. И сите нови изданија ќе ги имат од страното овие грешки кои што стават трага. Разбира се, всички тези разправи, които са текли, да кажем, 50-60 години, които бяха абсолютно изкуствено създавани по времето на Титова Югославия, защото цялата тази измишльотина, чието последици наблюдаваме до ден днешен, си бяха една политика на Белград. Това е факт. И от другата страна имаме пријател и сосед со добра волја да затвориме прашање што непотребно одвлекува внимание и енергија. В празник е днеска един ден. В 1903 година избухва най-голямото и най-добро организираното българско въстание по време на петвековното турско робство. На прашање на бугарските медиуми во однос на учебниците по историја во Македонија, Заев најави дека доколку има грешки во нив, тие ќе бидат исправени. И това е празник, който и ние обичаме. Извинявайте, че го празнуваме. Се обидовме во неколку наврати да играме на политики на патриотизма како партија која што не ни приличи таа. Тука апсолутно загубив. Честно е да признаеме, за да бараме шанса секако за воиднина да не правиме вакви грешки. За ова ли гласавте? 100 дена влада на СДСМ. 100 дена понижувања, неспособност, лаги. СДСМ никогаш повеќе.